Општина Карпош денеска ја промовираше првата мобилна апликација М-заедница за учество на граѓаните во утврдување на локалните прашања и проблеми, како и во процесот на донесување на одлуки. Апликацијата ја представи градоначалникот на општината Стефан Богоев, кој потенцираше дека општина Карпош е прва општина која воспоставува ваков вид на комуникација со граѓаните. Преку оваа апликација за Android и iOS софтверите ќе може граѓаните полесно да комуницираат со општината, полесно да поставуваат прашања, поставуваат барања, предлози, идеи или иницијативи. На овој начин општина Карпош како општина која што е прва според одредени истражувања во делот на комуникација постојана со граѓаните, мислам дека ќе имаме уште посериозен напредок во комуницирањето со граѓаните и мислам дека со оваа апликација одиме едно ниво погоре во континуитетот на соработки и комуницирање со граѓаните на општина Карпош. Целта на проектот, како што посочи Милан Танчевски од Центарот за социјални иновации Blink 4221, е да го промовираат концептот на мобилна партиципација и можноста граѓаните со користење на мобилни телефони брзо и транспарентно да пријават проблем. Проектот произлезе како некаква соработка помеѓу Blink 4221 општина Карпош и USAID. Целта беше да промовираме концептот на мобилна партиципација, значи можноста граѓаните со користење на мобилни телефони да можат брзо и транспарентно да пријават проблем, да потегнат иницијатива и сето тоа да го искомуницираат со општината. Ова е прва апликација од ваков вид во Македонија и Карпош е прва општина која имплементира. Се надевам дека понатаму ќе имаме можност и да ја прошириме самата апликација и да зголемиме бројот на луѓе кои ја користат и да промовираме сосема нов поинаков концепт на ангажираност на граѓаните. Проектот се реализира во соработка меѓу Центарот за социјални иновации Blink 4221, општина Карпош и USAID.